Благодарам, председателке. Почитувани колеги, сведоци бевме на прекрашување на една процедура на деловникот, за која што разговаравме пред паузата, за која што лично сметам дека воопшто немаше потреба и уште еднаш ја повикуваме председателката и сите чинители овде да ги надминеме овие процедурални проблеми, односно почитувајќи го деловникот за работа, со што нема да се доведуваме во ситуација да бараме пауза за да се исполнат деловничките услови, а претходно да не сакаме ова да го прифатиме. Пред нас денес зборуваме за предлог на законот за изменување и дополнување на законот за основање на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен. Едно контроверзно решение со кое што всушност станува збор за сублимирање, односно фузирање на две комисии, односно досега комисии кои што имаа различни надлежности, истите надлежности се фузираат во едно тело кое што е, мислам дека единствено во цела Европа и можеби во светот по својата голомазност, односно по бројот на членови, се предлага да има дури 16 членови. Да, разбираме дека треба да има структура, односно луѓе кои што ќе ги работат овие предмети, по кои што се надлежни, меѓутоа ваква структура на одлучување и група на членови во самата комисија, мислам дека е голомазна и не може истата да функционира. Ова е нешто создавање на некои паралелни структури, паралелни органи, со што, како и досега, имавме ситуација на првостепеност, второстепеност, па до петостепени комисии. Меѓутоа, за граѓаните да остварат едно свое право, истите се губат во лавиринтите и во самите решенија кои што сметам дека со ова предлог решение уште толку и текако ќе ја замрсите работата во однос на овие надлежности, на надлежностите кои што им ги давате и текако предметите кои што се таму уште толку ќе бидат и запоставени, а секако и обременети со времето на своето решавање. Меѓутоа, во самото законско решение постојат многу контроверзни членови и точки за кои што мораме да продискутираме. Се надевам дека и представниците и предлагачите ќе добиеме соодветно објаснување, а секако да ги повикам и колегите од мнозинството да земат учество во оваа расправа, да можеме да ги разјаснеме ситуациите, да се вразумат сите чинители кои што сме овде, да можеме да донесеме дали изменето, односно да предложите ново решение или истото да го измените во однос на одредени клучни членови кои што ќе ви ги посочиме, како би станало истото да биде согласно Уставот и да може да профункционира во реалноста. Затоа сакам да напоменам дека најпрво, почнувајќи од членовите, членот 10 во однос на надлежноста, каде што во членот 8 од овој предлог на закон се менува членот 10 од основниот закон и вели: решенијата на Државната комисија се конечни и против нив странката може да поднесе тужба за водење, цитирам, на управен спор пред надлежниот суд. Да поведе управен спор пред надлежниот суд. Меѓутоа, во самите надлежности кои што и се даваат на комисијата, спаѓаат и покрај другите и работните спорови. Со ова вака предложено законско решение се доведува во прашање дали случајно или намерно, односно се создава колизија на закони
на надлежности, кој закон, односно која установа ќе биде надлежна за овие спорови. Конкретно зборувам во однос на работните спорови. Не може, почитувани колеги, вие, односно оние кои што ќе го гласат ова законско решение во оваа форма, да зборуваме за решенија дека работните спорови треба да бидат упатени на управен спор, а истовремено, согласно Законот за судови, надлежноста за постапување во однос на работните спорови е во граѓанските судови. Ги дуплирате работите, создавате колизија, повторно потенцирам, дали случајно или намерно се прави ова, зошто? За да во одреден моментум оние кои што ја бараат правда во однос на работните спорови се доведат во ситуација да не знаат кој е надлежен и секој оспорено такво решение во однос на надлежноста да може истото да биде поништено од повисоките органи пред кои што ќе биде обжалено. Мислам дека има луѓе кои што директно работеле овде и со работни спорови, затоа уште еднаш ве повикувам да можеме да ја разјасниме оваа одредба, а исто така предлагачот сакам да ни ја објасни ситуацијата дали станува збор за намерна или случајна грешка, за која што лично сметам, а и сметаме дека воопшто не е соодветно формулирана и ќе доведе до проблеми во профункционирање на овие предмети, а со тоа и одолговлекување на правдата, односно неправдата која што ќе ги снајде, посебно вработените, односно правата кои што им следуваат од работен однос на сите оние вработени во Република Македонија. И понатаму се предвидува со решенијата на Државната комисија кои што се конечни, против нив странката, како што реков, да поведе управен спор. Ова е контрадикторно, уште еднаш го потенцирам. Од тука сакам да прашам, дали е можно за предмет од областа на работните односи да се поднесе тужба за поведување на управен спор. Сметам, уште еднаш потенцирам, или е намерно направена, или е направено од непознавање на материјата. Друга суштествена повреда, односно суштествен проблем во самиот закон е, како што и претходно колегите реплицира, односно во процедуралното беше истакнато, не можеме да зборуваме за важење на законите ретроактивно. Во самиот устав е децидно наведено дека законите не важат ретроактивно. Овде не станува збор за некоја поголема група на граѓани или одредени права кои што би можело согласно устав да можат и со закон да бидат опфатени. Овде станува збор за згрижување на неколку. Пред се сомневаме, не можеме да бидеме сигурни, станува збор за ваши партиски функционери, не можеме да бидеме сигурни дека ќе се надминете во овој дел и да создадете една професионална комисија која што ќе ги врши, односно ќе ги решава проблемите за кои што, внимавајте, потенцирам, има огромни надлежности. Со спојување на двете комисии имаме многу надлежности на кои што може да се потпира секој еден од нас, можеби вие, јас, било кој може да се најдеме, некои предмети кои што треба да ги оствариме пред државните органи, да се доведеме во ситуација да ни ги одлучуваат таму. Најсуштествено и најпроблематичен дел во овој закон и во ова законско решение е, сметам, лично сметам, а сигурно и вие го имате забележено и го потенциравте ова, и ја гледаме брзината со која што сака ова решение да се протне, составање на европско знаменице, дури и по цена на тоа да било заборавена да се смени датата, да важи од 1.1.2021, е токму делот каде што во членот 14 вели вака: мандатот на председателот и членовите
од членот 4 став 1 на овој закон, од 1.1.2021 година се продолжува за 5 години. Кој пред се предлагачите, а секако и мнозинството кое што го поддржа на пленарна ова донесување на овој закон со европско знаме, може да го образложи ова, конкретно барам одговор децидно, да ни се потенцира и да ни се каже дека ова е согласно закон. Самиот закон е контрадикторен, почитувани колеги. Зошто? Еве, ви потенцирав во кој член што е наведено, а во самиот закон, во членот 3 има начин и постапка за избор на членови и председател на самата комисија. И вели вака, државната комисија е составена од председател, сега со 16 члена ќе ја предвидуваат, председателот и членовите на државната комисија ги именува и разрешува Собранието на Република Македонија на предлог на комисијата за прашање на изборите и именувањата во Собранието на Република Македонија. Почитувани, дали не сметате дека ова е контрадикторност во самото законско решение? Една со друга одредбите во законот се поништуваат, се негираат, а со тоа, повторно потенцирам, случајно или намерно се доведуваат во заблуда и самите членови на комисијата, а сметаме дека ова ако биде обжалено пред Уставниот суд, истиот треба да се одважи и да го поништи. Бидејќи не само што имаме колизија на закони со други закони во однос на надлежностите, туку имаме конкретно одредби кои што една со друга се исклучуваат или се негираат. Недозволиво е во еден закон да имаме вакви одредби. И овде барам објаснување од предлагачот конкретно на што се мислело, да не потоа бараме автентични толкувања, која била намерата на на предлагачот, а секако и на законодавецот после. Затоа, уште еднаш ви потенцирам, се декласира улогата на Собранието. Закон не се носи за одреден случај со име и презиме. Овде уште да биле напишани имињата и презимињата, а следствено на ова се напишани. Зошто? Бидејќи на актуелните членови на двете комисии им се продолжува мандатот за 5 години. Линеарно за 5 години. Зошто барем не сте ги ставиле да истите, доколку станува веќе збор за фузирање на двете комисии, секој од членовите до кога му бил мандатот, или да го истера, или еве конкретен предлог до вас, да сте предложиле разрешување на сите членови, потоа воспоставете процедура согласно закон, изберете нови членови. Имате мнозинство. Нема потреба од воспоставување и бутање на вакви предлог законски решенија во кои што самите одредби во законот се контрадикторни и спротивни на самите на себе. И вели вака, во истиот член, во ставот 4, председателот и членовите на државната комисија се именуваат за период од 5 години со право на повторен избор. Во ред се именуваат, а ние, односно вие, во моментот со ова законско решение продолжувате мандат и давате мандат без запазување на цела процедура, како што треба врз основа и да помине на комисија и да се оди на соодветните комисии на пленарна, значи за да бидат именувани. Ние со закон амблок сакаме, односно сакате да им ги продолжите мандатите, со што целосно го дерогирате членот 3 и начинот на кој што се избираат овие членови. Што потоа? Овие одредби, еве, хипотетички да претпоставиме дека ќе ги изгласате, бидејќи сте
мнозинство. Што потоа? До кога ќе важат овие одредби? Само еднократно? Целиот закон ќе важи континуирано, а овие одредби ќе важат еднократно за конкретни имиња и презимиња кои што се водат овде. Се злоупотребува и европското знаме токму за овие вакви фалинки кои што ги имате во предлог на законот, кој што е апсурден и затоа, почитувани граѓани, овој закон кој што беше во редовна постапка не се дозволи како опозиција инклузивно да можеме да ги подобриме овие законски решенија, овие одредби и истите им се стави европско знаме да се ограничи дискусијата, да се ограничат дебатирањата по однос на овие точки. Ова провлекување на мала врата на луѓе, згрижување на партиски кадри кои што треба во однос на обстанување на коалиционите партнери, повторно ќе потенцирам, да можете да си ги згрижите вашите членови, меѓутоа не ја гледам суштината и разлогот зошто го правите ова со закон. Законот не може да важи парцијално. Законот важи ерга омнес. Овде им е скратено правото на секој еден граѓанин, можеби на некој од вас, можеби на некој од нас, кои што би сакале, можеби да бидат вклучени во работата на оваа комисија. Со ова вака предложено законско решение се скратува можноста на сите граѓани на Република Македонија да аплицираат да бидат членови во оваа комисија. Законско решение кое што се носи со име и презиме. Потенцирам уште еднаш, не се овде децидно наведени, меѓутоа сите се знаат кои се во моментот членови и на кои со закон сака да им се продолжи мандатот. Меѓутоа, ако вака го гледаме ова, можеби станува збор и за тоа да се постави едно друго прашање. Дали носење на предлог на законско решение во иднина ќе даде на ова законско решение во иднина ќе даде можност можеби и владата да сака сама да си го продолжи мандатот. Секако и сите оние кои што се избрани или именувани на одредени функции. Со закон може да бидат вечни. Зошто 5 години? Може да ставите и 10, може и доживотно. Воопшто законското решение не ви држи место. Тоа е протнување на мала врата. Класична злоупотреба на мнозинството во однос на и суштината, а секако и деградирање на собранието како законодавен дом, за кој што, уште еднаш ви потенцирам, сме најкритикувани во однос на носењето на овие вакви закони. И на крајот, според која европска директива, според која европска регулатива треба мандатите на постојните членови во комисијата да бидат продолжени за 5 години? Кажете ми еден пример во Европа каде ова се случува. Еден пример каде со закон се продолжува мандат на именувано лице. Конкретно на сите линеарно се продолжува. Да, доколку сте сметале дека овие лица веќе се именувани. Оставете ги, фузирајте ги, меѓутоа секој кој како му завршува мандатот да си оди на редовна процедура која што е пропишена токму со овој закон кој што вие го изменувате и дополнувате. Базично непознавање и елементарно непознавање на одредбите во законот и уште еднаш ќе кажам, можеби и е познавање или е добро познавање или е непознавање. Можеби е добро познавање и е дупка каде што сака на мала врата да се протне ова. Законот ќе ви биде противуставен, истиот не може да помине вака, а секако уште еднаш најдобро намерно како опозиција дајте инклузивно за добие законот со консултации, со заеднички консултации, да можат да се оттргнат овие фалинки кои што се наведени во самиот закон. Едно, со 5 годишното продолжување на мандатите, и второ, како можете да носиме закон кој што ретроактивно ќе важи? Не ја гледам логиката. Повторно потенцирам, се судирате со Уставот. Не може одредена
одредена законска материја која што не регулира одредени права на поголема група на граѓани, ретроактивно да важи. А вие овде ретроактивно важите и пренесувате права и обврски, пренесувате имот. Што ќе се случи доколку ние пренесуваме, односно вие, пак ќе кажам, пренесувате одредени права и обврски ретроактивно од 1.1.2021, не знам кога ќе се донесе овој закон. Сигурно имате предвидено динамика, бидејќи вие со европско знаменце ја ограничувате расправата. Доколку некои од овие досегашни комисии, каде што имало просторни услови, истите биле под закуп. Како вие ретроактивно ќе ги регулирате овие имотно-правни работи, односно облигационите односи кои што би настанале или ги имало со закуп на простор, хипотетички? Како ќе го регулирате? Кој е тој кој што ќе склучи договор со одмината дата? И кој е тој што ќе исплати закуп, односно надомест за закуп на нешто што е со одмината дата? Еве, ова е законското решение. Да важи од 1.1.2021. Мислам дека истото го овидовте, но не сакате да си признаете. Со првото напоменување, дел од вас ниту беа свесни за што се работи во овој предлог на закон и затоа да размислиме трезвено, да го повлечете законот или амандмански да си го дополните во овој дел, да не истиот биде противуставен. Веќе кога го терате на сила преку европското знаме, барем доуредете си го, да не истиот биде подлежен на поништување, односно на огласување за ништовни на одредени одредби од самиот закон, со што ќе се создадат многократни правни последици по однос на функционирањето на самиот закон, а секако и на самата комисија. А со тоа ќе потенцирам, пак ќе страдат граѓаните. Зошто? Зашто предметите кои што не се решени со години, повторно ќе бидат запоставени, повторно ќе бидат под изговор ставени на страна, бидејќи комисијата не може да функционира, бидејќи Уставниот суд, доколку Уставниот суд се произнесе и доколку Уставниот суд се надмине самиот себе, зашто многу и Уставниот суд не верувам дека ќе постапи, бидејќи тој постапува по одредени предмети од кога одредени правни лица и одредени ситуации ќе заминат, како што беше предметот со СЈО иницијативата за уставноста на СЈО, од кога беше со закон затворено специјалното, така нареченото специјално јавно обвинителство, тие до тогаш не преземаа ништо. Уставниот суд. Повторно ќе се навратам. Во ниту една, или дајте компаративно, направете една анализа, бидејќи рековте дека врз основа на извештаите од Европската унија се повикува на реформа во овој сектор. Дајте компаративно во која европска држава е направена ваква реформа, вакво концепирање на надлежностите на оваа комисија и која е европската држава на која што ние ќе се подпреме во однос на овој дел, на реформите во овој дел, и ми потенцирате точно една држава од најразвиените. Но никаде не постои едно вакво голомазно комплексно национално тело. Потенцирам дека ова законско решение ние нема да го поддржиме вакво, бидејќи е контроверзно самото на себе и одредбите во него, истите се ништовни, се извинувам, и во понатамошната постапка уште еднаш ве замолувам, земете ги во предвид добронамерно овие забелешки, да не се доведеме во ситуација да истиот кога тогаш биде оспорен и поништен од страна на Уставниот суд. Затоа, тука сме и како опозиција да можеме инклузивно да пристапиме и да ги надминеме сите овие недостатоци кои што ви ги воочивме, а вие да ги размислите и да се произнесете дали се согласувате со ова и дали од страна на предлагачите ќе добиеме конкретни одговори и можеби до објаснувања што била целта и која била намерата.
Уште еднаш ве повикувам како предлагачи да можете да ни предочите и да ни дообјасните за што всушност станува збор. Ви благодарам.